Состојбата со ковид пандемијата во Полошко веќе извесен период е алармантна. Високи двоцифрени бројки на нови случаи се регистрираат секојдневно. Болничките капацитети се полнат, а медицинскиот персонал се заморува. Поради напливот на пациенти во клиничката болница во Тетово, покрај неинфективното оделение се примаат и на двата ката во интерниот одел. Моментално се хоспитализирани 49 пациенти, а за 2 дена починале 3 лица над 65 годишна возраст со коморбидитети. Од раководството велат дека има капацитет. Направена е реорганизација на кадарот, а олеснителна околност е што на оделенијата има централен довод на кислород. Според ова што го имаме сега, ние мислиме дека уште се зголеми бројот. Мислиме и затоа правиме нова систематизација, реорганизација, се спремаме за да се дуплира. Го мислиме најлошото, а не ќе да биде тоа. Во гостиварската болница, поради зголемената потреба од болнички кревети, во ковид центар се пренамени интерното оделение за прием на пациенти со потешка клиничка слика. Се очекува да биде ставен во функција и оделот за диализа, каде би се примале сомнителните случаи и лицата со полесни симптоми. Бројките драстично почнаа да растат. Го приначивме интерното оделение едниот дел, значи каде има капацитет од околу 36 кревети. Лекарите апелираат граѓаните да ги почитуваат мерките и навреме да се јават на лекар при првите симптоми на болеста. Мислам дека не веруваат дека ова се дешава, особено младината. Значи ги молам, ние значи све што можеме ќе направиме кај нас, али идат во многу тешка состојба, доста дома стака се лечат или ич не се лечат и кога ќе дојдат кај нас ние више не можеме многу да помогнеме. Според последните податоци од Институтот за јавно здравје, заклучно со вчера, во Тетово и околните 5 општини има 1037 активно заразени со коронавирус, додека во општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше има 522.